Емисија за Куманово, број 225, продолжуваме со серијал за наш град преко сведоштва на наши сограѓани кои кажуваат како бие живот во тоа време, а сви кажуваат дека стварно бил убаво и безпрекорно организирано. Денес имаме интересантного соговорника, една господја која шмалку ќе напуни 81 година, а наш и ваш гост е Слободанка Димковска. Пред да го представам подетајно гостинку, да го поздравиме нашега спонзора, нашега пријателја, нашега вернага подржувача, тоа е туристичка организација Златибор. И пак ќе кажам по кој знае кој пут, драги мои кумановци и куманки, отидете на Златибор, стварно нема да зажалите, едно прекрасно место, каде што ќе одморите и душу и тело. Како што кажа, Слободанка Димковска е наша гостинка. Слободанка, здраво живо. Здраво живо. Еви вас ќе ја праша на почеток. Ја го поздрави нашега спонзора. Тоа е туристичка организација Златибор. Следеќу емисију ќе кажу што е направија Златибор, какав гес во однос на тоа што е припатија да одведемо 50 деца кои су ранети и укочени, еден неверојатно хуман гес. И свака им част за тоа. Јас сум им бескрајно благодарен у моје име, у име на граѓани, у име на држава Република Македонија. Али Слободанка, еве тебе те прашам, дали си ти некад била на Златибор и какви се твои утисци од овој превој планина? На Златибор била сам не знам колку пати. Многу сам била на Златибор и смо таму седеле и наступувале и смо спале 2-3 ноќа, па други пат, па многу пута сам ишла. И ја и деца Златибор га знаеме на памет. Многу убаво место, она поготово оној језерцето што ga има. Тако, знаете, центар, да. А с мене исто генерација што бесва више постари, славесва едни матуру. И он сака да игра. Дај да поиграм овдека и ако умру, меѓу млади да умру. Ајде игра, убаво. Многу убаво. Златибор нема што да кажам, многу убаво. Да. И многу пута сам ишла на Златибор. Да, атрактивно туристичко место. Јас сам таму у Србија често. Иду пошто имам роѓаци многу и си иду често. Таму сам и у Ниш сам 15 години у хотел Србија појала с војни оркестар, брат ми мајор, негов беше оркестар, и 15 години свако лето ја таму. Још работеше и таму сам снимала први пут и најголему драму. Ја снимаш још во осмолетке, Хасанагиница, што ја не верувам дека некој го знае или го читаја, но јака драма, која е нешто измеѓу Зоне и измеѓу нашу бегалку, нешто такво беше. И таму сум давамо го у Прокупле, давамо го у Бања Луку, давамо го у Ниш, у Горњи Милановац и у Крагуевац. И да идемо на Косово, меѓутим има туе некои сцени каде што има албанки и не ни дозволива таму да идеме. Да. Тоа е најголема. А овдека имам 17 драме. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija.
gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Сега, кој да почнемо од почеток, хронолошки, како што правимо. Како си ви знаете, ја не ви преправljam. Каде е Слободанка родена, тачно? Тачно Слободанка е родена у Старно Горичино, туј ме запишава. 1 септември? 1 септември 1944 година. Добро. Да. У многу богату фамилiju, доселену од Миратовци. Од Миратовци се доселени. У цело тоа време знаеме како е било, тега е било рат. Да. Беше малку ќе дојде ослободување и веројатно тој родители се кажувале, кој татко, да. дека рат е бие многу тежак, дека е бие суров. Да. И веројатно имаш ти некои сведоштва кои се ти ги они кажувале и кои би могла да ги сподели со нас своји мисли себе. Па знам ја, татко ми пишуваше мемуари. Ја од негови мемуари читаше. Знам, ја кога сум се родила на истиот датум е стрељано негово братче, брат на татка ми останае, он не. И кажуваа ми он дека многу тешко ги е било нормално, дека и нечисто, и вршки, и све тој не може ги познаев. Дедо ми после цел месец иша да га тражи, чичо ми да га најде. Бесва му све отпаднале меса од ноге, али не мога да га најде. И сега имамо споменик направено, таму Старно Горичино направи татко ми, меѓутоа не мога да га најде. Али тешко, он е бија на ратиште и он беше голем комунист. Многу беше жив заклан беше за Југославија, да биде Југославија. И тоа е, учествуваа се све, и како комуниста, и како напреден малце, затоа го ставива да биде директор на овој трговија Ангроснабдител, Ангросервис се спојува и Старно Горичино далеко е од Прокопчински да догаѓа продавница у Куманово и отворива таму од Старно Горичино. И ја рекна, ја ќе се до туја. Ја затоа се останав во Старно Горичино. Што се работале твои татко и мајка? Еве, сега се подсетиш на нима, мора да ги спомнеме овој. Ќе ги спомнеме нормално. Мајка ми е била домаќинка, имале смо башчу овдека у Проевце. Татко ми туја, пошто не ќе да седи на Горичино, сака да е у Куманово, купи башчу и мајка ми туј си работеше со жене башчу. Домаќинка жена беше. А татко ми си успеја у Ниш с помош на наши роѓаци да заврши 3 години економско. И тој му многу помогна, немаше така писмени луѓе. И он бидна и председател на општина Старно Горичино, па бидна и директор на трговија кога се спојува Ангроснабдител и Ангросервис. И тој има вони завршено. Како се викале татко ти мајка? Татко ми Серафимовиќ Владимир и Серафимовиќ Велика. И она се србикиња води, зашто тога Србија е било до Георгију. Она кад се и она тој презиме. Тоа е било тега Вардарска банда. Да. После преминаше презиме тој Серафимовиќ и она помлада. Што знам, некаква фатигу, некоја болест и она на 57 години умре, а татко ми 88. Сега добивме ова од катастар. Ми мислимо дека он умре и готово. Имањето колку има, меѓутоа таму куде ја уствари таму мајка ми ме родила у тој шуму, али што ќе пишуеш вика у шуму, ти у Старно Горичино си готово. Имање и сега ни дојде дека можеме да си га препишеме на насто имање. Спомнага татка ти, извини, какви мемуари пишувај татка ти? Мемуари за рад, све. Од све од како памти за себе, од како знае. А чуваш ли го тој тетрадко, имаш ли го дома тие? Не, брат ми и моје, еве га тамо автографија што имам, и моју да могу да го прочита и на сестра ми, на фамилија имам биографија и негови мемуари, све беше ги фрлија. Значи, они во тие мемуари пишуваа твој татко? Све за негов живот. Што су правили бугари за време на рат? Све. И ја они неќе, викам, дајте ми га мене, јас си пишувам, ја си га чувам мемуари. И кад прочитаја брат ми у моју автобиографија, јас се у детали како е било. Имала сам две некои непријатни ситуации, све што бе напад со насилување имаш, како девојче у 13 години и у 32 години у Румунију. Ја тој све напишај тој. Неќу да крију, тој све било.
И викам и меморiju ќе си го даде. И он прочитаја тој туја, не може тој све да се чита и он фрли све тој. Така да мене ми е жал, чувам ги моите, а за меморiju ме жал за татка ми. Бие е многу напреден. Шах ја добија прво место у Загреб со сви републике. Југословенски, он ја добија прво место у шах. И одбојко играше. Тој одбојко, да. Одбојко играше. Колку сте деца биле ви? 3 деца, 2 сестре и брат најстар. Јас сум друга и он ми викаше Слободане затоа што неќе ја женски, мушки, женски. Значи брат ти е најстар? Најстар, па Слободанка, па Благица најмала. Сега брат и сестре, они у Куманово ли се? У Куманово се они, туј се училе, брат ми у Битола. Таму се живи? Да, не. Туј е, меѓутим, другари, беше он, негде и он, негде идеше, што знам, куде идеше, и спријателици се нога од Битола, и таму го заврши средњу школу, и таму пуно време работа, после дојде овдека, у Студено бару малку со нас, јас таму кад работа, па после беше у Пионерски, пинг-понг водеше. Пинг-понг он водеше, и се стои отиде у пензију. А сестра ми сакаше она учителско да заврши, ама ми завршимо доволно, напунимо ги села, пошто немаше у села учители. И за тој 3 генерации ми завршимо, учителска и више преки нас учителска. И она што да работи, гимназија имаше завршено, у Киров Фетак се запосли, у Обрачонка беше. И она е тамо завршила. И од туј останала у пензија? Од туј пензија останала. А друга сестра? Па нема, таа е. А таа е, добро. Ово сега, да почнеме да збориме за твое детство у Старо Негоричане. Пошто го памтиш ти детство у Старо Негоричане? Многу го памтам Старо Негоричане, затоа што татко ми таму си имаше станови направила, седо каде njega, и после он ме пушти докад може да се стои на часови што иду, а после идесмо у манастир Богородица, таму га има, манастир Богородица, идемо и рекичка имаше една, таму е имало играње с деца, знаеш како е. И туја многу беше дружелюбива, многу се дружеше с деца и одма почна да се истакнува со спојање и со овој драму. Како што кажа, у 8 години ступи со соло песмо, а у 10 години с драматизирана пепелашка, со стојна труби, и од тога више не престана. Од 14 години купи ми татко ми мандолину, зашто кажава учителско ќе формира мандолински оркестар. Има га тој слика мандолински оркестар. Ќе дојдеме до тој, само да ми кажеш на Горичане, така си растала како дете, колку куќе ималоте, колку жители имало? Имаше доста. Јас сега 3 пати, јас сам председателка овдека Уздружење на округ Панче Пешев. Тој каде што е баш здружење. 16 години. Сега ми е 17 година кога сум председателка. И сваку годину предлагам ги да идемо екскурзија во Старо Негоричане. Нема луѓе, вика таму избегали се. Има луѓе и јас со школа преде до неделю беше, сакам сега пак не викал председатели, да ги предложу да идемо. Нема вика што да се посети, како нема. Има црква, има после нагоре Пелинце, Жегляне, тај вода што го има таму. Има што да се посети таму. 3 пати ја предлагам, ја исто Липково и Старо Негоричане у Куманово спадам. 3 пута идемо у Липково на глажњу. Викам, ако ја го сакам и Липково. Не го мрзу. Ама исти права има и зашто да не отидем у Старо Негоричане. Сега се спремам, кога ќе не викал, пак ќе ги предложу. И ќе организирам да идемо преко Јоцо Турс. Јоцо рече, ја не ви зимам ништо, пошто и он е од Старо Негоричане. За превоз не ви зимам, вика, тамо храна ако имам, не мора бре, една седмич ќе се договоруја с градоначалника, ќе се договору с председателя, с школу, они нешто ќе спреми, у Милодовут ќе спремимо, зашто да не го посетиме Старо Негоричане? Не мале луѓе има, али многу малко има луѓе. Много, за разлику, а пуно беше и напредно беше, меѓу Старо Негоричане, од црква на Старо Негоричане и до црква на Младо Негоричане, тој е било прв град Жиглигово. Жиглигово е тој било и после, зашто не е згодно, како вдека што има раскрсница. Појдеш од север, директно идеш на југ. Појдеш од истик, директно на север, на запад. А тамо не е могло у Жиглигово. Тоа и за тоа е преместено у Куманово. Како деца сви кажував дека во тоа време, па и нормално каде вас по село, имало пуно снег. Многу сте се играле надвор. И било големо другарство, тоа е најважно. Многу другарство е било и било сме облечени у вунени вунено. Дедо ми отиде, јас се качуваше, они останава чичо ми горе
на куде ни куљане, па натаму куде што е Ридвес. Они номади биле кога дошле, овчари биле, многу, преко 150 овце. И туја, и ја доле седу, и куде татка ми, он све имаше тамо, пржеше ми труманови јајца, дали сте чуле, виде труманови јајца и труманово млеко. И ја иду горе куде баба ми да једу природни јајца. И сви девојчиња поведу. Ма оне млепка ќе ги спечеше тамо, баба ми у фурњу, играмо се тамо, а дедо ми воденичар би на манастирску тамо воденицу и куде njega лептија. Многу убави успомени има, многу убави. Колку имало снег Слободанке така? Снег е имало метар. Па сега ќе ви кажу колку. Прва прозор каде се ни бија на први спрат, али е било дигнато такој толку куќа, па после спрат еден, па друг спрат. И до прозор е бија снег и ми, брат ми, ствари ја не, а брат ми не га пушта сва, а они вика вук, знаеш тој време, зима, и он е бегаја преко прозор и не може да го најде после. Вук, теп, мајка ми кај ќе дојде со оние котељаци од овој. Тепа, баба ми да го одбрани, она удари по руку, искрши руку на баба ми. Мама правила ли е добро зелјанци, добри идеи? Правила е добро и ме научила, така да и ја правам многу убави зелјанци. Не сам, ако сакате некад, ќе направи и ќе донесу, нема проблем. Нема проблем. Праву све тие работе. Да, домаќица сам, населена. Да, населена традиција од мајку ми, а карактер имам како татка ми. Кад појдеме на турнеј... Кој е бија татко или мајка? Не е бија он строг. Он беше од збор. Он не сакаше да масли Принципијален човек е бил. Он са комунизам и нема маслење јајца, немаше ништо. И ја, абе тате, и он, а иди вика таму куде комшику, намастете јајца, овдека не ги донесете. И јас отиду па у Старно Горичано куде баба ми, па си таму јаду јајца, он не даваше. А не беше он строг, али он што ќе каже, кажано е. На руча, кад се руча, не смеш да се смееш, не смеш да збориш. Зашто он кад бија дечко, ишле по бостани, крале бостани. Да. Знаеш, тој време, и почнале да еде лубеницу и некој негово тие што ние, и задави се од лубеницу и умре. Почнале да се смеем, он се вика задави и не. И дојдева Сашеви другари и мајка ми направи ручак и ми почнемо се смеемо, смеени се. И он вика сиктер надвор. Тате, па нема смисла од овој Саша. Имаше пријатели, свиреше, утиват свиреше он. Јас сум таму и летувала неколку пати. И овој со Лепо Лукиќ заедно, она поеше, он свиреше. Саша и још еден имаше музичар. И викам, дојдени дечко, отиват, викам, и сега ми да не се смеемо. Наполе Слободан, надвор не е ни смешно. Никако. И после ја га прашува, кога заврши тој, добро тате, зашто не даваш, имаше ли смисла? Тој се овија, дете дошло, со Сашето другарче, кој не знае како е, што е. Зашто да не се смеемо? И он ми тага мене кажа, нема да се смеете. Нема да се смеете, не знаете минута што ви носи. И никад мене не ми кажа зашто идеш Слободанке, ја хор, драмско, тоа е обавезно. Дома никад не сам била. Само кад појдемо на турнеју, Ризински не водеше и Чале, и појде ја, викам тате, Мики идемо на турнеју. Слободане, до сега си била одека. Знам што е било и како е било. Ништо не ти викам. Само едно ќе ти кажу, а мајка ми развој, уходник развој и ткае. Седни на развој. Никад немој да слушаш друг што ќе ти каже. Сваки пат да си користиш најпоследна одлука да биде твој памет. А ако погрешиш, пак ќе погрешиш. А ако си збориш твое не. И куде njega, пошто он тамо продавници свите и сви деца носиу паре. Ја немам паре, он не ми дава паре. И јас зему тетрадку од куде njega, ето ми е од детинство, значи, била сам трето или четврто деление. И тие девојчиња викам, ај ќе ви даду, дајте ми паре, еве ќе ви даду тетрадку. Ја откаде татка ми тетрадку. И даде ги тетрадку, даде ми 5 динара. Али јас се обрну туј пред канцеларија каде татко ми што ме гледа од прозор и обрну се на куде татко ми на прозор ме гледа. Јави сега мајке, јас сега што да работам. Нема, да зема ги 5 динара. И навечер киду куде бабу горе. Куде бабу, он отише у стан. Дојде ли Слободанка? Нема го. Куде е? Кажа куде бабу му киде. Дојде горе он, горе и седна на клупу до мене. Слободане, што пишувате ви денеска у тетрадку? Па пишувамо тате нешто, пишувамо. Што знам што беше, пишувамо нешто. Ајде донеси да виду. Што донесе тетрадку? А куде ти е торбиче? Торбиче со ја аршке. И донесаме ја торбичку до njega, така ваква ја седу, он до мене.
И извади, ја брчкам, што 1000, нема. Ме вторник вика, па куде ти? Па туј ми беше, туј го стави. И он само вакој, кажи, пау! Овека чини ми се до тамо дете. Вика, слушай ти кажу, јас сум трговац, ама ти си многу мала да бидеш трговац. Не може да ме превариш. Не може. Да. Тој ми од нега, значи, еден шамар што ми од нега, и тој што ми кажа, не ти викам ништо, а викам, а тамо носил ви овие од село што доваѓам, каде нашите имаше кераджие. И носил пари свите од село. И, не ти давам пари. Све што треба ќе даду на професора, што ти треба, тамо, он ќе ти даде. Ордан ќе кажи како е живеа народ во село. Тоа е било после ослободување. Да. Тешко е било. Тешко е било, многу се работале. Многу се работале. Има сва сви ниве, има сва сви овија крупну стоку има сва и овци има сва. Наши без сва, овце многу има сва. Многу има сва овце. Тој крупну стоку не се имале. Коњи, има сва коњи. Јас сам јавала, још на 16 години сам јавала коња горе каде бабам. Да. Тоа сум, значи, и затоа вика, мушка си ти, не си женска, ти за џабе те викав, ти си мушка жена, не си жена. И тако и не ми никад, кад се вратил, само ме праша, добро ли придесе? Добро, у реду. Ништо друго не ми ја кажаја. Ништо, значи. А ми иде сме многу. По 10 дена на годишно, 3 години учителска школа, на сваку годину по 10 дена идемо на турнеју. Србија, цела, сви републики, у Румунiju, Бугарiju, Албанiju, малко, само еден пут одем Албанiju, а после ја кад идеше Грчка, Австрија, не знам куде не сам била, само Маѓарско сам го прошла. Маѓарско не сам била. Ќе дојдеме до тој дел, само да ми кажеш школа која што си живеала ти и било ли далеко или блиско ти е било школа? Школа ми беше блиско, затоа што они направива тамо стамбени зграде, каде татко ми што живеше и ја туе си седеше. У Нагоричино. У Нагоричино. Тоа е било, како да ви кажу, како преко улицу натамо. Преко овој. Толку ми е била близо школа. Сега е реновирана, не знам што е сместено. Дали противпожарно, дали што е сместено, нову школу имав, нову школу направено. Добра е, помалку деца, али работив. И сте ишле пешки, тоа близко е било? Близко е било и сум исто пешки. Кажи ми, која ти е била учителка у школа кога си учила? Учителка ми е била, беше ми Добрила учителка, па ми беше Велика учителка, па ми беше Жико учител, у друго оделение и ми бесмо две слободанки, една мала слободанка, довдека ме фаќаш, и знае сме мала собе и голема собе. И ми се поделиме оделение, моја група е една од куде мене, една од куде нима. И учител Жика сака да улезе у наше. А ја ги испуду онија мало слободанку и не ги пуштам. И ја на врата, он гура, ја гурам. Он гура, ја гурам. И он кад улезе, кад ме зашол точно еден, и толку, значи од татка ми и од учителя Жику имам 2 шамара. Тоа е. Леле, Па што го памтиш учителку? Учителка го како друга мајка е била за себе. Друга мајка е била, а јас сам још како дете, дека тамо каде татка ми, гледам собира учителки ги гледам, и јас ги собираше деца и што ќе имаше мерак да биде учителка. Значи још од дете тамо гледајќи ги учители, а они секој татка ми. После ме зафркава себе, која беше друга мајка кој тебе. А ја тега дете не сум разбирала. А отиду каде татка ми, учителка све туе. А може ја не су работиво ни. Од каде так сум знала да мислам за тие работе. И после секад бесмо пред неделю тамо на Чешму, многу изградено сега, има куде да се седи, црква е обновено тоа двориште, убаво изградено, не беше такво, беше поразрушено и бесмо у цркву, запалимо свеќе, све тој и една жена на Чешму чека, викам да се напију во Чешму. И она ми кажува на мене, од кој си ти? Ја кажу, викам да само довдека. На Велјанеша, на владата ли си? Викам на владата. Сега свака тајна захрела се земја рају, да се сваке тајне знају. Сега ти кажа едну тајну за татка, сигурно не си знала. Па не знам, викам, ја беше с нега и дења и ноќе, али не знам, кажи што. На Вујче му вика, татко ти ќе дојде пред да отиде у канцеларија, ќе дојде овдека да се измие и една на моме му имаше на тога, на момета жена вика, тој доваѓаше, држеше го крпу и држеше му сапунче. Што друго е имало, вика, не знам. Не ми се па морали да ми кажеш сега тој за татка ми, ја толку го сакам татка ми. Да. Ама не што сум знала дете. Ја го памту тој. Тачно го памту. Пројдемо туја, а деца после се сеќам кад ми кажа жена, деца ми вика: "Цобе, цопче, еве го друга мајка." Викам: "Што збори овие бе, бај жена?"
Каква друга мајка? Ете, видиш, и жена ми кажа, колку после, колку године, ја дознаю за татка ми. Да. А од 5 до 8 деление кој ти бија класа? 5 одделение до 8 беше ни класен, овој помина се он, Димче, од Алгуњо он, имаше македонски завршено и он ми бија класен, а овие работе, хорови, тие работе, спремални е Славко. Треба да покажемо слику. Да. Ово е сликано каде е пред школа. Ово е сликано овдека, у Куманово, учител. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Listen, I wanna be there with you no matter where you go. Life is a table for two, and we're starting the show. Well, I'm gonna spread my wings and fly so high up above the clouds. You know that time doesn't wait for your dreams. We're living right here and now. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Are you ready for it? Better take your shot. It's gonna do the things that you wanna do, yeah. 'Cause this time is the right time, baby. You're the star and this is all about you. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep on chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play, yeah. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Вие добар кошаркар Да. и Малку ми се удвара мене такој, ама ја стварно како мушка жена беше, ја многу се дружеше со овој, ама тие љубови не ме интересира се. Не знам оди се зашто. двора, ти го одбиње. Ја го одбига. И колку пати сакасме и да ме утепав, зашто отиде у војску и ајде, сакаме, карта Добро. пратиш ми га мести, отиде у војску, пишаме Еве на писмо. нова слика. Еве Ова. нова слика. Ова е слика исто у средњу школу, еве ги сите. Еве го Виолета, еве го Стојка од Паланку, еве го од Паланку напуштио на Ѓуца, еве го Владанка, еве го Стојка, тај што ти викам. Јас сам овдека горе, чекај, куде беше ја?
Па еве сам позади Стојку, те сам туја ја. Овие са сви мушки горе. Еве го Лиљана, еве го нема го туја. Не мора, еве го Нена, те го Нена. Ката, Мица, Петрушевска Мица, Милица Петрушевска. Да. Сега те прашам паза Нено, извини, пак ќе продолжиме разговор. И овие са од средњу школу тие. Нена ми се чини дека пред неколку години она беше добила мозачен удар и била непокретна, така ли? Да. Како ми кажава пред да отиде да го види убрање. Тако е. И као жена не могала да стануе, имала проблем со збова. Беше ја да го посету, беше ја. После она се оправи и почна на штаке да оди. Добро. Почна на штаке да оди, али не знам што нешто, па нешто срце откаже, нешто овој, нешто оној. Плюс тој син му многу се дрогираше, сина што имаше. Она, а керко има супер, завршено хемију и она го држи тај стан. Ја беше прошлу годину каде иду, куде мој пројду. Туј живи у Врање. Туј живи и иду куде њума и прошлу го не могамо на погребение да идемо, без сме отишли у Зајачар да наступамо. Они ми кажаа Нена вика почината ако сакате, вика ми сме у Зајачар. И овие други па не се блиски и не отидева. Али Нена е била многу убава, многу модерна. Јас ној не облекла. Не ми дава татко ми мене да купуј нову халину. Имаш толку, ти е доста. Нема ти како што сакаш. Да, чак што више њони потомци су живеале тунире куде е старо цркву. Куде Чанзо што има опорни. Туј су. Епа куде Чанзо. Туја сега седи сестра керка ми и тај Томислав Тони зет ми. Одма до нима е куќа на Нено. Туј е била куќа. А може бија Боњолица. Да, не знам кој се позиваше Нена. Рашо е име. Не ми текнуе. Ово е први пат у Дојран. Први пат у Дојран смо отишле, почнаа да иде у Дојран, ајде ми ќе водимо деца и тоа е прва слика у Дојран. Иначе после смо многу ишле. Така. Тоа е први пат и слика отидена у Студено баро. У Студено вода? Да. И прва слика у Студено баро ми. Колку сум била слабичка, о Боже, а сега колку сум дебела. Тоа е било убава природна лепота. Природна лепота. Али коса ми е била многу голема. Висте, ова е убава слика. Таа е слика од учителску школу. Пишува дека 61 годину, 13 у Краљево. Па они су у Краљево, да. 12 Па на турне, што не боде со средња школа. Средња школа, еве ги. Од тие, фала Богу, само јас сам, а туја не сам. А само јас сам останала. Овие се сви поминати. Поминати се свите за жал. Еве го Живка, еве го Владанка, Вера е жива. Вера е жива, а еве сам ја, еве сам, доле сам ја и тај ми е Вера и јас смо живи, овие други се поминати. Вера живи у Куманово, така ли? У Куманово живи Вера, да. Добро. Ово е да не е некој спомник, да не е Тиентиште, ово. Ово е у Прилеп. Ово е од Чињу, колешки од Чињу. Еве сам ја туја. Мобила на непобедените у Прилеп. Тамо смо биле на екскурзију, 30 душе, сви од Чињу, пошто ми до четврто, 2 смени работе смо. До четврто деление у Студено бару водимо оделение, немаше просвети овие наставници у висше оделение, а поделимо ги часови у висше оделение кој што може да предава. Ја француски знаеше, ја зема француски и српски, моја другарка зема ликовно и математику и еден мушкараc што беше и он поделимо ги часови. Ово се исти другачки, така ли? Све са колешке. Све са колешке биле тој. Да, све са колешке. Сега доваѓамо до еден исто тако многу важен момент во твој живот. Што ја ишле, сакам многу. У чаршију се тега искачало. Не беше многу, убав беше човек, ама Корзо, обавезно Корзо. На Корзо, сакаш ли и сега овдека у здружение имам Симо, он е гејас, не знам дали го знаеш. Симе легенда. Беспрекорно пое човек. Пое сега заедно поемо. Заедно поемо и седна без му велес. И он седна до мене и почна да се брише. Зној се брише се, карши мене уствари. Ја од туто на дут. И брише се и не може ја да седу стана. И после ga прашува тој другар му вика, мај прашаја ме, што му се слушали му се. Не вика, ја до Слободанку не може да седу, кога ќе седу јас се све презновил. Многу сам го сакаја, вика, како девојко. И на подпредседателя му кажуемо. И вика, подпредседателе, абе многу сам го сакаја Слободанку. Па еве бре сега она слободна, ама жена ми неќе да умре.
Може ли да предложи да направиме една емисiju ти и Симеја само да поете песма? Може Да, слободно. Симе едну песму, Нема ти другу и коju обратно. не знам. Не знам коju не знам и не знам Браво. колку знам. Добро. Стварно не знам колку знам. Ебе га, твој Да, супруг. мој Така супруг. да кажеш нешто дека многу си га сакала? Не сум го сакала, а многу ми се удварасва и ја му викам сакна Симета. Добро Симе, зашто така кад си ме сакаја? Не си ти пришја до мене. Па можу ли ја да приму, вика, ја учеше занат, а ти на факултет и твои другари сви на факултет, сви студенти. Добро. На кој ти га гледа Симета така? А сега па неќе жена ми да умре. Како? А, така да. Многу ме обожавам затоа што Симе е многу легенда. работу и тој сам ги дека председателка Да. и светој, ама успешно работу, значи не, тој сам на татка ми многу. Интересантно, за тој период еве нови фотографии да покажеме. Од Чињу, биле смо овој на Златибор изгледа, не знам каде смо биле, и еве тој каде се шалимо, зафаркавамо. Кој се вдека на слика Слободан? Овдека са, овој дечко овдека на крај што е, он беше у војску и дојде да си го земе он француски, и мене да ме ослободи. Меѓутоа, он вика, јас сам комај забравија, вика. И донесева одлуку да не испрати у Франција 2 месеца да седимо, ако вика Слободанка нек си знае зашто. И ти вика таму, и после ќе си ти предаваш, ќе си земеш овој, Слободанка нек си продолжи само оделенија. Меѓутоа, почнава некој да се буни, па нема смисла, па Така е. ајде, бране, зашто па она, на њума зашто му треба више. Кој се вдека други на слика? Тој е Бране, тој е француски што предаваше. Жена му е Богица, работеше на гинеколошку болницу, Богица Малечка, па до њума е Стамен од Босилиградско, па до njega е овој Дико, Ликован, Дико. Добро. Дико, па до njega е Снежа, па до њума сам ја, овдека доле е Милка, муж му беше инженер, не знам у кој предпријатие дека е било, не знам, Војо исто од Босилиградско, Славе од Чињу секретар, Ѓошева Даринка на Ѓошеви сестра и овој Благе од Четирце беше, ото предаваш. Добре, те праша како се вика супруг твој? Славко. Славко. Предпоставljam, пошто по кажување твое, како девојка си била млада, многу убава и привлачна. Много. И беше, знаеше веројатно се, си имала до 70 многу удварачи. беше една Слободанка, до 70. Од 70 више не сам една Слободанка. Имала си пуно удварачи. Много. Како си успеала да се одбраниш? Сега ќе ви кажу. Сви се викам, ти си мушко, не си женско. Еден дојде у овој, ја учителска школа, он дојде да предава овој завршија физкултурно, нели, и да предава у ниже оделение. Он тој предава и ја му се засвиѓа. И ката вика, цове, немаш бечара, да вика, еме нову годину ќе славимо. Ај фати га бизета, вика, бизе. Викам, ама неću бре, неću. Ајде па ти па неćeš будалче. И славимо ми нову годину. По нову годину, еден месец, оно иде у војску. И на мене ќе ме чекаш од војску, ќе те чекам. Како нема те чекам, ќе те чекам. Па ја ќе ти пишувам и ти ќе ми пишуеш. У реду. Напиша ми он едно писмо, друго писмо. Море, ја не знам куде требаше да иду. Раде, не знам дали го знаете, он ја работаа исто у ЗИК. Раде, овдека у Башчу има они викендицу, жена му Века, она се сега почина, он е још жив, он карши мене. Куќа негова висока, а ми живе смо, татко ми купија, ама стара куќа. Од турско време оште. Така е. Али реновирана, што он туја после тој разруши, горе искочимо, изнад Соколану, чак карши гробишта, чак тамо, китајски лојзнја тамо имамо. Има брат ми нову куќу. И што ти кажеш, сакаш да ти кажу? За томета нешто, за удварачи. За удварачи. И он вика на мене, ќе ме чекаш, добро ќе те чекам. И овај, он ми ги донаса писма, Раде. Пошто не смеем дома да ми дојде писма. Куде njega он ми ги донаса и он ми каже, Мирсо, напишали, абе неću више. Абе како неćeš, вика, па ти па мораш. Абре неću више, ќе си идемо вамо, ќе си идемо намо. Неću више, бе неću. Па како? И он земе, замисли, фати пријатели и земе наградно и дојде. Дојде он и поведе Фирца, ако си го чуја Фирца, и он вежбаше, Миле Фирца, он беше у негово друштво, овој беше на нашега старога, наш стар глумац, најстар. Слобониковски?
Не, još postар, u krvavu svadbu ga ima. Ау, Što igra na Tupanu. на врнезик не може ми текне сега, да. Много ги знам. Он му беше другар и имаше пуно. Славче, доктор, и он беше у njenu генерацију, и овај дечко, и он у njenu генерацију беше. Туја и куде сестру ми чекамо Нову годину. Он за Нову годину беше ми купија материјал sa Šimin, majstorka haljinu, kao i tatkovi mi utepa ne mi napare, ona mene na haljinu kupuju cipele. Cipele mi je tatko mi kupija u 6 odelenije cipele i sam gi nosila do drugu godinu učiteljsku. Dok neki Sepan nema mi kupi drugi. I kad već smo mi niz Jugoslaviju, ne turneje sa profesora, ne, sa Kukca, 15 dana, to je školska turneja, neli, 15 Školska ekskurzija, da. I najteško mi je bilo kada sve od pozadi sedеше. A bez sobe, zašto ideš od pozadi? A ja gi sve vleču noge, počela da se cepav. Druga godina učiteljska, od 6 odelenije do druge godine ni cipele sam nosila. A Bize mi kupi za haljinu, kupi mi cipele, kupi mi maramu, kupi mi broše, sve mi kupi. Dobro. 3 pisma, vikam ti ja, i više njemu da. On dojde i sobere firca, sobere svite i kućička stara, ali ovoj od uzgora, visoka od prozorne gleda. Sada da kažeš što je bilo serenada. Serenada. Da vodi da te traži, tako li? Ne, on došao da me grabne, mene. Aha, da te Sobraja vodi. društvo da me grabne, zašto znaje, kaža mu ja na radita. Kaži mu neću više. I nemoj da me mava, idemo natam navamo i nemoj da mi pišuje više. I on došao i mi sa sestrom i sami tuja. I on znade čuka na prozor, tamo čuka. Otvori prozor, cobe. I kako mi pokažuje. Da ćutimo. Ja i sestra mi sami, unutra, da mi izviniš, jedno tenđane, ni smemo na vedulice da iskočimo, ni ništa, čuju gi slub. Ovoj tap, on u vojno oblečen. Došao on, ja da iskoču, a on ja na ćoše me čekav, kude ovija Kazandžije što su. Kazandžije. Tu me oni čekav i da me odvede. A taga što me jedan put i te odvede da noć, gotovo ništa, neka ne vide, ti si njegova. Da. I ja ne iskoči taj noć, skrca. I posle on, kako posle neko vreme, pa beše došao i Ruža na Pačka, znaš gi Pačkovi, ove malečki od Pačko, on sedeše, pa tu sedi od gimnaziju, pa odmah, da kažu braća, pa tu su kače. Tu još gi je kuća tuja. Ruža za Pačka se odade, koleška, mi imam ju tu i na sliku i njoma, i on tuja i Kata Protić, ona mnogo nabivaše i sakaše, ona sa Saradeta idеше, Rade, francuski predavaše u Bajram Šabani, i sa Saradeta imaše i svim obećari, cobe da se pomiriš sa njega, Dobro, vika, majka će dojde od vojsku i će se pomiru. I one se dogovori kude Ružu da se sobere u svite i ja da otidu, a taga mladi pije smo vino. A moji, tije veljanešći se, moji familija gi vikam, mnogo ima sva vino ubavo. I ja piješe do brgo, do vikam ti 17 godine, i od tako kako mi kaže, avaj vika, pritisak ti je povisok, više ke paš. I još piju vino, pije mi se, iskriju se, a Saša mi pomaga. I unuca mi vika, tato be, a mene nemoj da mogu puniš. Ono volko mi go napune, ja polaka, i spiju go. I on posle pada mi sipe, tato bre, baba ke padne, nemoj da usipuješ. I počnu da se znoju i така, ja ki sidu dole, u istu zgradu sedimo. Karši, сега što je otvorena Elida, ispod žmaru, pa tu se otvori Elida nova, mi tu u tu zgradu sedimo namo, on na 4. sprat, ja na drugi sprat sa Sašom. I mene, pošto mi biva znoj, vikam, ja ki sidu deca, vi sedete. Stave che padnu tu. Vino.
Тебе нови слики Слободанки. Еве го слика, Салтир кум ми е бија, он беше постар од мене, али ете сликаме, а јас сам, еве пишуе туја 6 или 7 разред. Да. Она беше туја доведена на тој цобе малечко што ти го ја покажува, мајка му умре и он се ожени с другу и овој го доведе. Таа е доведена била и онако и живе смо некако, али не смо толку. Биле, али сликамо се с тие. Сега, овие слики су... Сега овако се. Ево, овај ми е... Ево право. Овај е... пишуе 61 годину Чачак. Чачак на турнеју кад смо биле. Ризински кад не возија с групе 35 душе, имало е оркестар, имало е игра орна, имало е инсерти од драмску, имало е соло дети, тој све. Све смо биле и 10 дена ми идемо до Пулу. После 2 дена оставимо од Пулу до доле, до крај, док држи Хрватска, до крај ми 2 дена тамо идемо и забавljamo се. Овој пише успомена од мојата другарка. Ово е кој е? Таа е Стојка, таа што куде нас што ми би најснашка. Ево дека пишуе моите другарки Врање. У Врање, тој сам била од учителску школу у Врање. У Врање смо ишле, од школу смо ишле чисто, од учителску школу, си смо биле, еве ги сви ги знам туе, сви са живи са тие свите. Да, само тај Стојка умрена и тој е од Врање. И тој е од Врање. Тој ти на слику још кој се овдека? И туја са Лиљана, да, и Виолета. Да. Виолета, тоа е исто Врање. Тоа што го збориме уводен дел, у тој време многу снег имало, еве, оваа фотографија ќе покажува. Да, снег имаше и многу се игра смо и едно време, сеќам се, црвен снег, жут снег падна. И ми од над Соколану, кога ќе појдемо тамо, кој што има некој патике, некој кој избега дома, лизгајќи од Соколану па до центар. Многу смо се играли. Со санки. Со санки. Кој се овдека на слику Слободанки? Тоа е на слику, ова е Лигаш, чини ми се Лигаш. Моме Лигаш, ова е од овуда е од овој куде има Руда Саса. Не него Злетово. Од Злетово, доле е Ката Протич, над њума е како се викаше тај која беше тај? Добро, не е битно. Не е битно. И други, јас сам туја. Јулка, еве го доле куде го гаѓам. И она, сви смо биле учителско. Сви смо биле од учителско школу. Ово е сликано куде? Пред школу, пред школу, тој смо се играле, пред школу. Еве што го спомнаваме, Ево е свадба, тоа е девер ми. Ја нечеше с нега да го снимам сам. Нечеше га, што многу ми се удварасва и кад кажа татко ми Слободане, одавај се за тоа што не ми се удава. 24 година, нечу бре, убаво ми работу, што сакам праву, фала Богу, не праву тие работе, што не треба се прави. Но вика, не, Блажо е исто бремена, сестра ми, помала, мораш да се даваш. И ја ќе се одавам, а имаше дечка 6 години, он студираше во Белград и ми се видоје сме на полугодие и на крај, и преко лето. И јас сега кад го поју овамо, не го поју испод моста на обали, Испод Палме на обали мора, него го ја поју испод моста на обали Саве. Ја таму имаше сестру, живеше во Белград и куде њума се отиду, па си с нега искочу испод Саве. Тоа е било голема љубов со нега. Голема љубов, 6 години. 6 години и татко ми кад кажа, ја му кажа, викам, абе, Боце, он работеше после, заврши и почна учик да работи и ја викам, мене ме тера да се одаду, викам, ја више не можу. Он вика, не, мајка ми вика да земеш решење, па тага. Али ако се ожениш, да се ожениш с девојку, а не да се ожениш с жено. Ја го виде девојче твое, убава е, свиѓа ми се, зашто ми се стално шетасмо и ние сме на излети, на други мај поготово на вруќу воду, свите, негово друштво, свите иде сме. И јас се снима сви. Али ако е девојче да ми го доведеш, ако жена не. Викам, слушај, ти знаеш дека јас сам девојче, нормално, али зашто нечеш? Па не, још малку ако почекаш. Не. Сакаш и сега да се земемо или нечеш? Ама како бе со бебе, како ќе се одаваш? Па за кога ќе се одадеш? Ќе искочу, викам, у чаршију, ја имам пуно удварачи и кој прв наиде, викам, за тоа ќе се одадам. Како бе? И он каже на Радета, и радем у негово друштво, и они се собере и кога се сак што е сад, туја имаше продавница за
книги, чини ми Да. се, книжара беше. После беше пивница, па Зелен пазар беше натамо. Да, И он ако се појде сеќа. прв? И он собере друштво све, Рада и свите, и ќе искочи, а ја дојде од Студено баро у суботу и искочимо со сеструми и најдуги мои другарки, туја се шетаме и кој дојде. И од туја да ме викне куде нима у друштво и да ме одведе, да ме заведе. Да ме заведе, така се викаше. И ништо, идемо ми надоле и викам, бале, ја ќе се одаду, ти зашто си тоа направила Белју, викам, мога ли да чекаш, викам, па чекај бре, мала си още. Она 2 години е помала од мене. Па ја бе 23 години, неќу ти, и па тако, вика, сакам ga тога, а она беше жена, после се зема за Русета, ако се сеќаш, што беше у затвор и што прави скрипте и што ги е правија на овога Батко Ѓорѓију, Русе, за njega би на она. Она с njega 10 години ишла. И јас заради њума искочимо с њума и кад искочимо гледам ги вија пред книжару, куп, сви дотерани, стоив. И Рада искача од каде нима и дојде каде мене. Мирсо, имаше една комшика Мирса, жена и он ме зафркаваш. Мирсо, оди каде нас. И ја погледа натамо и овај Борис му имаше боце, га викасме, наведна главу. И ја Како е Борис? Боце Димковски ли? Димковски боце. Да, по Скопје он почина. Да. Почина. Он работеше у ЧИК. С тога сам 6 години ишла. Голема љубов. Голема љубов и дека сам ga сакала, увери се, после кога ќе се одаде, викам, не бе, Он ја е не би сум сакала. гимнастичар с Столепа С Нено, и с Нено. Да, Столепа, тај генерација. Да. Повржамо. Повржамо се. И он, кад погледна натамо, он наведна главу. И мене ми нешто фркна. Боже, он наведнуе главу, а ја киду куде нима. Не ти раде. Он вика, доваѓа Мирсо куде мене или никад нема да ти прозборувам. Доваѓај куде нас. Кидемо, ќе седнемо негде, доваѓај куде нас. Неću да доваѓам. Зашто он не дојде да ме викне? Зашто он не дојде? Тако не. Зар јас с njega толку време и се краде така испрашање. И јас се налюту толку многу и сестра ми вика, се за кога ќе се одиш, кој прв не иде. А тај Славко 3 години ја дојде у Сенобару, дојде. Може ли с тебе? Не може. Дојде ли? Не може. Абе, Беја, njega ga сретнал. За твојега супруга. За мојега супруга. И викам, сак, ќе ga земо. Тоа е било судбина, што да Судбина, правам? да. Еве кад си имала битлери на косу, Да, тој кад долегнамо у куќу, у нову куќу, кад например, кад се одаде, па нова куќа, туја, мал сам се незгодно се седнала, али мера кауч купимо. Кауч купимо, така, и коси битлери, така иначе. виж, тоа е со некој другарко. Тоа е у Ниш. У Ниш често иду и се с njima искочимо туја покрај Нишаво, покрај Вој и сликамо се. Имам таму у Србија имам многу. У Горни Милановац, ово е у Катланово. У Катланово с брата ми, тој е брат ми, а с деца смо ишле да се шетамо онако, да се прошетамо и се стикамо туја с него. Кажи ми уште колку збора накратко за игранки. Куде сте ишли на игранку? Соколана? Први пути с брата ми, он ме одведе, дали беше другу годину средњу, како беше, и зема од нено тоа облекло до терасе и водиме овој у војно. Куде тачно беше тој војно, јас сак не можу тако како кроз 80-ту, знам у војно беше Марина го смире све највише. Да. И ја го научи прво Марино. После више не. После у гимназија вамо идеше и туја со боците си играше ја у гимназију. Он си дојде с боците си. Многу смо много. И ја после он се ожени, ја се одаде, кад се ја одаде, он кажа на Радета, тражите ми, ја ќе умру и ќе се преселу у Скопје. Ја не можев дека да го гледам. Сретнамо се на улаз, ја Славка под руку, он искача. Кад ме виде, кад поцрвене, и мене ми незгодно. И бега у Скопје, ожени се, жену зема, нема му деца тај жена. Растави се и кад се растави, на мене преко Катули, преко кога кажаја, ако сака Слободанка, чуја дека муж ми резервиста бедна. Од војско не се активира, него резервиста. И стално не е туја, ако сака нека дојде да се видимо. Ми се раставимо со женом. Многу смо биле блиски. Ја не отиде, после сретнага кад умре муж ми, дознаја, дошел Куманово и на пазар, ја на пазар и он на пазар, видемо се. Па Слободанке се ќе те воду каде мене. Имам си стан, не е жена ми каде вој, дајме да се видимо, бе. Дајме да се видимо. Еве остаремо. Викаме, па остаремо, што да правимо. И ја не отиде. Не можу да отиду. Што знам зашто? Не може човек тако да се реши. И после дозна, викам ти дека га сакам, кад ми кажава умреа, и со сестром ми викам, оди да пројдемо на куќу, знам куде седесме, стои си плаката, и ја кад набрсна,
една брсна, кад ми тако бина, како да ми се згрчива руке. Тако, значи, толку још од тога, ја колку сам го сакала njega. Многу сам го сакала бацата. Еве овој. Туј сам била у Ниш, тој брат ми мајор беше, што имаше, ја што поеше тамо 15 години у Ниш, на некоја војнога тамо прави свадбу, и ја тамо си пију, па си пију, и јас си се малце замолјушу. И туја сам чисто пијан. Пијана сам Кажи туја. ми, кога си завршила средни школу, запослуи се како педагошки радник, како просветни радник. Да. Кое ти било прво радно место? У Студено бару. Студено бару, до Пладне у Студено бару, па прегазимо реку, па по Пладне упчињу француски и српски. Тој си предавала? Да. По 120.000 Колку време си сам работала таму? 10 години тако работа. Добро, и 10 после си години. дошла у Куманово? После не, 17 години работа, али 10 години работа тако и 2 смene. Добро. Па још 7 години си работа само у Студено бару и после дојде овдека да работу поза нову цркву, туја да работу, али отвори се у Банево Трло. И они кажава, ај вие, пошто са били до сега у село, Банево Трло, малку понапредно е, нели? Ке ги соберемо сви што дојдемо сега, они не вратима сега. Си у Куманово и отидемо у Банево Трло да работи. Значи, фактички ти си работала цел живот како просветни радник. Да, цел живот како просветни радник. У Банево Трло се останала до пензија, тако ли? 20 години. И од тој си отишла у пензија. Викаме војно беше нешто он, предаваше француски у Вукараџиќ, а ми карши Вукараџиќ седесмо и он вика Бориш, извини, за Вој Спасича. Војо Спасич? Да. Да. Добро. Али он војно со мужа ми, со својно се знае, и вика Слободан ќе доваѓа и имамо празно место. И ми едно 10 душе неќемо да се вратимо. Абе Милина, нити доваѓа контрола. Оние луѓе мирни, дошле од Матејче, дошле од овамо, од куде Прогорчински, од села. Мирни, свиња се коња, на главу се вика, на сарме се вика. Отидемо и водимо го на Спирка, кога знаеш Спирка. Спирко Николовски. Он не беше 8 години овој. Туја ја беше тега у управу у овој здружение 8 години и негова жена с нас работеше и 4 другарки што бесмо, отидемо и она прва ќе улезе, тамо и Боже ќе искочи за нешто, а она отиде да види дали се спрема нешто или не се спрема. И ќе отвори тамо шпоред и вика, седете, пече се месо. Да не забравате, прашам супруг, куде ви работае? Он работеше, он ја заврши руски. Руски заврши, али нема работа, руски. Другар му отиде у Крушевац и тамо живесва и ожени се с учителку. Имаме слike, не сам ги понела од njega, не знам. Иде смо стално, они не, зашто заедно се завршиле. И запослига татко му беше Шнајдер, куде сак што е Томе сликар, Ѓоко Шнајдер. Добро. Многу јак Шнајдер и многу печали 3 куќе направи. Куќа куде што беше, куќу нову куде јас што сам сликана, куќу у Добршане. Зака до старе он, кој од ним двојица остане, тамо да живи. Многу беше, он ми беше свекар и он плати ги на овие од ЗИК и ga запослио njega у фарма. И он работи све док се растори фарма. Еве кога си била 96 година. Тоа е играорна група у горе, у Банево Трло. Моја играорна група, јас си го водеше и многу. Доваѓа смо по сви школе, овие осмолетки, ја ги водеше нима. И имашмо и пеачку групу, тој го водеше друг, а ја го водеше играорно. Овој? Овој, еве ги овдека, овој е у Матејче. Не ли пишуе тоа? Не. Како не сум напишала. У Матејче од овој, генерација. Генерација, не знам која генерација е овој. Кој се овдека на слику? Овдека се на слику еве га Трајан, он е уметник иначе Трајан, да стално има у здружение овој тој негови слике, Ката против до njega и Стојче и ја на крај. Добро. Тако е, туј смо ми. Исто овој се некои колешке? Овој са колешке од работу, овдека у Банево Трло и туја смо у Охрид. У Охрид смо туја. Да, туј смо у Охрид. Сликали смо се у Охрид. Тоа е пред школу. Први пути ми, после како завршија, после 20 години се ми собрамо. Добро. После 20 години, ова е слика пред школу, а имаше го, изгледа слика, не сам го понела, а еве го, исто пред школу, еве не. Генерација, после 20 години.
Тоа што сте училе у... Учителску школу у Кумано. Еве сам ја Ева туа. да спомнеме некои луѓе овде. Еве ги свите ги, туи се живи пуно. Еве ги овдека Светлана, еве го овај Стојна е до њума, ова е Зорица, еве го Пале, еве Павлина, еве го Цобе Слободанка, еве го Елица Велјковиќ, еве го Лиљана, тај покојна и она, еве ги горе Живко, Стојче, Трајан, Стојан е бија вдека у рукомет, он голман беше Стојан, од таму од Злетово. Веројатно го знаете Стојан, Насевски Стојан. Он ми е другар. А Стојан Насевски, он беше и фудбалски голман. Да. Он беше гост кај мене во емисија. Па он ми е, да. Стојана да го поздравиме. Да, ќе го поздравиме Стојана. Шегобија Разденица 2016 година. Да, од туја у хор Шегобина Разденица. Песме која предложимо неколку песме и поемо. И тоа е, имам тие пуно и викам што ќе носам, тие имам многу.
Слободанка, куде пое весела како и увек. Да. Еве го песма како да. се вика у кафанче куде станче. Тоа е драма, уствари кабаре. Така е. А песма е била С ношти минав, да. Али има разни тие верзии С ношти минав, тај њоне се вика С ношти минав покрај вази. Ја го тој поеше. Овај и još еден ми свиресва заедно, тај не дојде, овај само. Овај е на кубурци. На кубурци. Кажи ми, од увек, од дете се кала музику, кои су ти во кои најомилени песме кои си ги слушала? Јас сам прво почнала, И почнала сам с изворни, пошто татко ми и чичо ми свиреса на кавал. И он мене водеше све док njega, он први пат беше приватен трговец. Но не ви кажа, приватен трговец, бре се запослив дека. И мене ме све водеше. До 5 години. У Смедрево има он сестру тамо. И тамо, али у Загреб га нападне njega, он се шедан, скупује сатови и одека продава. И га нападне, и га добро очерупав, и он кажа, више неću, и до 10 га останал Горичино, и од тога више Од бивши ју простори, кои певачи су ти биле најомилени во кој? Певачице, они певачи. тога искочива Илиевска, Бадев, онај малечки од Сариевски и кој беше друг još еден? Кој беше тие што искочива? Петранку го ја многу сакам. Петранка Костадинова. Петранка Костадинова и од Петранку највише песме знам, затоа што Прилеп, сваки 8 март ја иду у Прилеп. Тамо славу, викаме тамо да ги поју и Киријано го највише поју њојну, сакаше го Аргир Киријано. И некој 10 пута ме викаја у Скопје, собере друштво Аргир и Столе Добршански и Ќосе, многу ме жал за Ќосета. 14 години смо заедно работале, после овдека куде мене 10 години у Сдружение, с нега многу смо 10 години, ја у Крушево, 10 години с Ќосета, у тој оркестар, он е од Крушево. У тој оркестар сам ја била 10 години, од 15 јули до 15 август. Втори да го зачекамо втори и смо слушале тој напад на участок од светој. 10 години. Да, ово е од Коштано. Коштана премиера. Коштана, тој сам играла мајку. И тоја не ми дадева ни да се нашминкам, ни да се дотерам. Мајка си, добро викам, па сам добро искучила и мајка, добро е. Мајка. Еве, Слободанке, при крај смо на разговор, имаш... Еве ги, сви се вие наступи, само на брзинку. Ово е у Берово, тој е у Берово, овдека е... Еве, овој да го покажемо, ево, овдека Драги Аргировски е. Да, туја кад дојдеја и бидна председател овдека, у Сдружение, и ја држа говор, и имаме куде стоју, имам ги тој слику, еве куде збору, и кажу ги како ќе работимо, што ќе работимо, и ете кој, да, тој е тој. Ово е у Бајловце, у Игрорну, ово е у овдека српску песму, стаде се. Не знам од кога певача беше, тај ми е омилена песма, тој го поеше туја, јак тој, овдека Киријано сам го појала, ово е Мајски ракувања, Киријана, овдека исто е Киријана, сигурно, изворни песни, изворни песми, таткови ми песме, он го поеше не од овога Сариевскога, него још од Рацто го појава Ајде сонце зајде. И тој сам го појала ја. Да. Кажемо дека имаш две деца. Две деца и Силвана, Цица. Може да го наеш Цицу, Силвану не може да го наеш. И јас сам го свекрами пред 1 годину прашала зашто викам ви кажеш да го викамо Силвана. Имаше други да го викамо сега Цица. Сашо и наше свири у Гезбе. Саше. Дека су добри, многу су добри. Може да кажу. И личи на мајку. И по фареси. Он личи на мајку, а Керка е мешана. Па не најде друго ова е. Девојчица, многу е модерна, за модерно многу е модерна. Прва е сега меѓу овие у школу и у Франција иде по 10 дана, скоро сваку годину 10 дана с ученици иде в Франција. Така да пуно се наследиле од мене некои работи. Кажи ми како пензионерка, многу си активна, идеш во Сдружение на пензионери, таму се дружиш. Ден другаче кој те испунет? Имаш си активности веројатно дома? Читам многу читам, не знам кој роман не сам прочитала и све ме интересира и како е утепан овај председател тај, како е бија Ал Капоне, како е овај, како е... Све, тие романи такви, а и други зимам од библиотеку и читам и плюс тој пишую. Имам си моја автобиографија, еве го,
Да, Може да го после- покажам. не, После. Слику да видиш 52 години кога сам била, слика на туја автобиографија, биографiju за целу породицу. Биле смо с мужами, с ја, кад ми кажа, мене вика ти за малко да не дојдева, ти ќе се родеше у Жбуње, вика, тамо куде беше, јоште беше Србија, вика. Среќа дојдева и овдека, дали е тачно, дали не, едни ми викам, там си се родила, куде да го запишу, дали у Староногоричино дека, у Староногоричино, зашто сега припада тој место у Староногоричино, у Куманово. Кој е вој? Тоа е, еве, 52 години, так сам имала, и овој муж ми ме натера да напишу, и он последну годину умре. Автобиографија моја. Од каде починаја сопруг? 2009, извинјавам се. Добро. 2009 и ја га тој издаде, а имам, еве га, дневник еден, још 3. И сега Сашо сака све да спои и да направиме еден голем Да направите една албум. монографија да направите. Да, за све. Браво. Еве, сам овдека у Охрид. У Охрид, вамо горе што е тој плаучник. Тамо сам сликана. Добро. Тој не личи на мене, неко чудно сам искочила у главу. Туја не има отворено, извини, нема смисла ја да се мешам, али туја ги имам, еве га можеме. Да, покажамо го. Можеме, да, него овој, тој што вамо, него га видимо, еве ми га породица, тие од Врање. Ево вие се од Врање. Да, еве го од Врање. Дедо, баба, брат, сестра, снајка и мајка. Која е ваша златна архива? Да. Тоа е моја. Слободанке, мора да го привршиме разговор, да се Пријатели, договоримо. Ти и Симе да дојдете во едну емисија, али само да поемо. важи. Симе ќе пое едну песму, ти другу и обратно и да направиме еден колаж Важи. на Важи. малку да биде Баш забавна сакам. емисија. Јас сам направила, викам ти, у Алфи и многу се биле задоволни. Цел месец сам ишла тамо, па после и наступимо и тако да ичнеме гајле кад сакате. Да, Они на сега крај- ми дадева нову драму. Нову драму Ленче, јас сам глумила, сам го како Браво. училска ли сега ќе го дадеш. И вика, абе, текст кога ќе научиш, јутре ако сакате кажете ми. Па ја не може да ги забравам тие зборови. За крај една лична порука за млади генерации. Млади генерации знаеме дека сега живи повеќе на телефони, на компјутери. Да. Мако се изместива тие вредности, али ти како искусна жена која е прошла пуно живот, што би ги советувала млади луѓе? Би ги советувала овија да се малце намалив. Телефони. Сви носим наочаре, сви ова кој седив и они ќе Нема забрави. природна комуникација. Нема природна комуникација. Куде Сашо е било собир. Сви певачи се соберемо и ја тамо, сви свиримо и ја свиру и поемо. И поемо, имам едно снимано, само неќу нека заврши овој, па так може да ви го покажу. Секој поемо со Сашо дома, каде го нема снашка. Каде тоја снашка не смеемо да поемо. Он гитару, ја поју и с детето игра и поемо. А сега нема никој да припари куде Сашата. Нема дружелюбивост. Не има некој инат, некој завис, некој Не, многу Да су, се многу се су. претворило у пари. Све се претворило у паре. Ја баш овдека имам ту улогу куде што тражи го богаташко, она сиромашка уствари, и он вика, абе нема паре. И пишуе си, вика, не треба све на паре да гледаш. Сега дојде тоа време, кога стварно гледа све на паре. Колку унуци имаш, Слободанке? Имам 4 унука и 3 правнука. Нек су живи и здрави да ги гремо на Живи и свадба. здрави. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Дај Боже. Фала ти што беше гостинка. Ништо, јас се извинјавам И- што многу збору, али Не, морам да ви тоа е- кажам, сак кад има Управо како роѓендан. министри говорници треба што повеќе да збори да каже за Куманово. Да. Сак Окей. роѓендан кад слави, на 1 септември, натераме црвено халјино да влечува. И свите собраа, и правнуци, и внуци, сви куде мене, у стан. И овој Снашка ми вика, носи едно картонче, оволичко, и вика, ја
толку мога, толку ти купи, вика подарок. Викам, што ми е купила на мене? И каде отвара, вика, гледам ти, вика, фриждер ти е нов, ама немаш ништо, бе, знаеш, деца закачувам си, лепив тија на магнециња, на магнециња лепив стекички. Немаш ништо. Чекај, ја бе подарок, тој ќе ти го залепо. Викам, Боже, што е вај купила, што ќе ми лепи? А оно пишува, ќутим само када спавам. Фала ти, Слободанке. Значи, ја многу збору, тој да знаете. Посакувате многу здравје и да се видиме другу прилику. Дај Боже, дај Боже. Толку за денеска, поздрав од ресторан Ексклузив и посакуваме се најбоље.